Снегот не ги спречи членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито да го прослава 29 ноември, роденденот на поранешна СФРЈ. Со интонирање на југословенската химна, развејување на црвената петокрака и слики од Тито, уште еднаш како што велат, го потсетија народот за животот кој го живееле во поранешна СФРЈ. Македонија е независна благодарејќи на Тито, бидејќи оваа Македонија е дел од Југословенската федерација, како и сите останати републики кои после станаа држави, меѓу кои и Македонија како самостојна и суверена република на Балканот. Страствените подражувачи на Титовиот лик и дело уште еднаш демантираа дека имаат некакви политички амбиции или пак поврзаност со политичка партија. Нашето Сдружение на граѓани Јосип Броз Тито, кое е самостално и нема никакви допирни точки со политичка партија Титови леви сили, демонтираме секаква поврзаност со политичката партија. Мислам дека таа политичка партија е формирана со цел за лични интереси. Кочанското Сдружение на граѓани Јосип Броз Тито во источниот дел од државата е единствено вакво здружение, кое се уште ги прославува празниците поврзани со поранешна СФРЈ.